На повикот за протест против недобивање датум за преговори, дојдоа повеќе стари и средовечни отколку студенти и средношколци. На дождот пред зградата на Европската Унија протестираа, но и се жалеа. Вработен во државната администрација од Источна Македонија, анонимно поради страв дека може да го загуби работното место, за А1 проговори. Шефот му рекол дека владата го вработила, па тој мора да и врати и да дојде на протест. Нему и на неговите колеги им било кажано, кој нема да се појави, ќе биде казнет со 2 дневници. Се суцини. Таква не државата на нас. Колку луѓе дојдоа од протест? Не од Штип. Штип, да? Пред автобус. А не, другите са преку, нели, штау и такви работи, а не од работи. Ослободени од селали од работи. А кој ти рече дека нема да добиеш дневница? Кој тоа ви Шеф. Шефот на работа? А кај работиш? Па, волонтерски во шо е. Преку владата и тоа. Со автобуси, административци од цела Македонија се истовараа во околината на центарот. Повеќето не кажуваа кој ги организирал, ниту дали се политички мотивирани. Единствено признаваа дека се симпатизери на владеачката партија. Како дојдовте до тука? Со автобуси организирано. А кој ви организираше? Јас ги организирам. Само иницијативно Не дојдовме. организирано, ево Многу сме благодарни на владата, на целиот тим под раководство на Никола Груевски. А кој ви организираше? Самите граѓани. Знаеме, самите граѓани, меѓутоа, значи, има и симпатизери на ВМРО и така натаму. Дали сте можеби симпатизери или член на некоја партија? Па, симпатизер сум. А која? На ВМРО. Дали сте членови на некоја политичка партија? Што ти те интересира? Ние сме македонци. Нема врска да се црнели. Нема партија. Македонци сме сите, нема. Како што знае да не поделат. СДСМовци и ВМРО-ци. Нема партија. Иако протестот беше најавен како протест на средношколците и студентите, мнозинството од тие што протестираа одамна ги напуштиле клупите. Официјалните организатори, студентскиот парламент и Средношколската унија на Македонија негираа дека биле политички мотивирани. Ова е втор шамар за Македонија. Треба да се кренеме на нозе и да ја потсетиме Европа, да ги потсетиме европските лидери дека Балканот се наоѓа во Европа. Значи вака јас ве молам прашање надвор од причината за која што сме денес овде да не се поставуваат бидејќи ние значи немаме дојдовме денес овде да искажеме нашата најискрена поддршка и за тоа сме овде денес, се собравме во голем број. Последен пат Средношколската унија и студентскиот парламент протестираа поради одлуката на Уставниот суд да ја укине веронауката во основните училишта и тогаш како и сега негираа дека се политички мотивирани за тој протест.